Добро вечер. Последна самовистина за оваа недела. Почитувани, вечерва за најактуелните теми разговарам со двајца гости. Тоа се Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија. Добро вечер. Добро вечер. И актерот Сашо Тасевски. Добро вечер. Добро вечер. Ке се надевам ке опфатиме повеќе теми, но ке започнеме со она која што е најактуелна веќе неколку денови оваа недела, а тоа е струшкиот градоначалник Рами Смерко, кој што се најде на црната листа од Стејт департментот. Сега, после неколку денови, веќе се анализира оваа тема, па јас би прашала Еве Тасевски, дали некој го штити Мерко по сите тие низанели кривични пријави, скандали поврзани со него и така натаму, или ова покажува дека системот не функционира? Ова го прашувам бидејќи и антикорупционерите денеска има пресконференција, дада објаснување дека тие реагирале и потоа пак ќе реагираат, но другата страна немало никаков одговор. Ние прво треба сите да затоа што кај нас е више све депласирано и смешно. Треба сите да сватиме дека живееме во една симулација на живот, во една голема илузија. Кај што некој тамо горе веројатно она што му одговара го протуркuje, она што му одговара го санкционира, она што не му одговара не го санкционира. И се е тоа некој, така да кажам, обштествено-политички договор на одредени моќници, некои си така наречени елити политикански што водат една држава и некои си кои што ги командуваат од некое повисоко место. Така што човек, особено некој како мене што е од сферата нели на театарот, ваквите работи му се истовремено и многу смешни и комични. Затоа што веќе таа, како да кажам, тој патерн, тој модел, веќе сите го препознаваме. Ако му стапнеш некому на жулј, ако некаде не платиш колку што ти бараат, ако некаде не им го дадеш рекетот што ти го бараат, ако некаде не одговориш за ова, ако некаде им се однесуваш како каменче во чевела, значи ти секогаш го јадеш, значи ќе ти најдат у секое време нешто, затоа што сите нив ги држат за белите бубрези, тие што се моќниците, така да кажам, малце да се изразам еуфемистички. Така што мислам дека не постои човек кој што партиципира во власта или моментално, кој што тие што треба, тие што ги оние кукларите што би рекле, не ги држат нели за онаа работа и не ги врбуваат во секое време за било што и ги користат за секаква работа. Сега вистина излезе некои таму американци, што рече еден почитуван нели Facebook мрчатор, вика се американци во илјадници километри приметија дека овој е корумпиран, на овие другиве нашиве тука име пред нос со години и сите знаеме, предпоставуваме дека тој прави многу нели некои работи така чудни. И се никој не реагира, но првиот момент кога американците кажа види, тој може би вие матицата на корупцијата, и сите рипна, овие го исклучуваат од партија, овие рипа. Но генерално, повторно го нема на еднаш што сум го кажал, нема обвинител. Викате ви антикорупцијска реагирал. Значи, они реагирале, нема обвинител. Нема никој да дојде да го праша, чекај бе ти, што зборат овие на црна листа? Ела малце вамо. Како што на времето двајца политичари се кара кога биле на власт нели 2001 година, како едниот му носел пари, не знам колку милиони од диаспора, овие некои пари, овој ги ставал у сеф, па овој после излезе на телевизија што беше главниот, па збореше ама и оне апаш и оне бандити ован. Нема обвинител да каже, чекај бе, ти вчера на телевизија што кажа тоа? Дојмал се вам, а ти што кажа следниот ден на телевизија против овој дека исто крадел? Дојди ти ва. Значи, нема тоа. И на крајот на краиштата, како јаготката на шлагот, овие кои ще откриваат наводната корупција, големиве, па тие у колку скандали се у изминативе 40 години после смртта на Кенеди, у колку скандали беа вклучени. За кого зборувате конкретно? За тие што открија дека овој Мерко бил корумпиран. Знаете у колку скандали? Па Ирак контра, па не знам ове контрашиво у Никарагва, па не знам претходно времето на Кенеди тоа заливот на свињите, па не знам после што, па
кокаинскава нели епидемија у Америка у 70-80 да се години. задржиме Па на поврзаноста нашево. на мексиканските картели, ама не, многу е смешно. Затоа што еве сега ја колку што пратам, знам, сега знам дека нешто се збори таму во Америка, американците сакаат сериозно да влезат у Мексико, да се раскусурат со одредени картели кои што не се под власта на во скутот на мексиканската полиција и кои што не играат веројатно со американските тајни служби, кои што веројатно им го земаат голем дел од колачот што им следи нив. Нас не е битно пак тука што Ама што како ќе да ви се кажам, случува, лицемерието, најмногу не засега абсурдноста нели на ситуацијата. Значи сега Крадецов главен вика држте го Крадецов. Затоа е сета работа е смешна. Ние живееме, треба овој народ да свати, ние живееме во голема илузија, во симулација на живење ако сакате. Затоа што кај нас се што се пласира е како да кажам, чист конформизам, чиста корист на одредени структури кои што сакаат да протуркаат некоја своја вистина кој што нели ја водат во наводници оваа држава и сето тоа е лага. Ние живееме во голема шарена лага. И овие муабети се депласирани. Шо правил, кој правил? Мисли дека ќе му фали влакно од глава? Направивте споредба со театарот, за жал ова не е театарска представа, е реалноста. Ама театарот е живот, театарот во својата ДНК е политика. И тоа ние го знаеме што се занимаваме со театар. И затоа не е чудно што театарџи знаат некојаш да политизираат вака. Значи не е чудно, значи ние сме го учеле Молиер, Шекспир сме го праќале, не знам кој овој Бихнер, Михнер, така да ние сме били у допир со таа работа, ги разбираме некои работи. Бачев, каков епилог очекувате сега после ова информација, вест од State Department дека Рами Смерко се наоѓа на нивната црна листа? Дали тука македонските институции очекувате нешто да направат со оглед на тоа што тој не најавува оставка, единствена порака доби од премиерот Ковачевски кој што го порача мене да ми се случеше истото, не само што ќе си поднесе в оставка, ќе го доживеев како најголем пораз. Па видите, ова е за мене еден голем срам за самата држава, бидејќи со ова се покажува дека Македонија веќе не е држава во вистинска смисла на зборот, бидејќи отсуствува... Вие сте изненаден од овој потек на... Не. Тоа е една добра забава за народот, ама ќе го кажам и тоа. Значи, Македонија веќе не може да се каже дека е држава во вистинска смисла на зборот, бидејќи отсуствува еден од трите клучни елементи да бидете држава со сите нишања, тоа е ефективна власт. И во случајот се гледа дека во Македонија нема ефективна власт. Срамно е од страна да ви кажуваат дека при живи и здрави институции во државата, полиција, обвинителство, од страна да ви кажуваат дека треба некој, усвари не кажуваат дека треба да се гони. Самото по себе ставањето на црната листа не е грев. Не слушавме ништо друго. Само слушаме црна листа. Од друга страна, еве јас сум противник на Преспанскиот договор. Бајден рече сите што се против Преспанскиот договор ќе ги ставиме на црна листа. Значи не значи по самото ставање на црна листа дека... Вие се плашите дека и вие би се нашла на таа црна листа со оглед на тоа што го споменавте. Правам сега аналогија, значи утре ме стави на црна листа, не значи дека сум криминалец. Ако сум против Преспанскиот договор, значи тоа по себе не значи ништо. Значи ова е така еден така начин сега во тие дневно-политички пресметувања што се прават во државата. И 30 години ние во државата имаме само грабеж и еве сега што е најстрашно растурење на државата, меѓутоа немаме ефективен систем, ефективни институции кои што ќе си го решат, ќе решаваат овие проблеми, овие истраги. Така што жално е сега, еве што каже и Сашо, држава на илјадници километри да ви кажува кој во државата вие треба да го имате како на црна листа, а уште побово што кажавте сега, Ковачевски се прави како да не е од тука. Демек не знае ништо за Мерко, па Мерко ги прави истите работи што ги прави Ковачевски. Ковачевски од позиција на премиер, прво што направи сега, таму се зема земјишта некаде по Македонија и сега главен бизнисмен за струја. И кога го праша како ви е од позиција на премиер, он се смееше на цела нација, па вика тоа е по закон дозволено, вика секој може да се занимава вика со бизнис со струја. Еве нека проба секој вечер во што ме слуша, нека оде да проба да извади лиценци, па дали ќе може да се занимава со бизнис за струја. Значи Ковачевски го прави истото. Претходно Заев го правеше истото. Заев дојде од позиција на премиер, си земе лиценца за главен дилер на дрога. Сепак додека нема некаква реакција од институциите, како констатираме дека не може ништо ниту да одговара некој, ниту да немаме совиновствен или субјективното наше мислење да прави институции и ова мерката сега што земат на Мерко, така да кажа фигуративно. Тоа е една голема забава, ипак овие тимовите за пропаганда што се
во владините знаат дека на народот од време на време му треба малку романтика и забава, па така да ова е една голема забава за народот. Не очекувате ништо понатаму да се разбудат институциите, да покренат нешто? Таа забава се прави во заднина процесите на рушење на Македонија и на македонците да си врват непречено и ова така ќе го забавуваат народот сега со мерко. Се најавува и проширување на оваа листа. Во кого се сомневате? Предпоставувам дека на никој не би му текнало дека прв на оваа листа после она нели најава од амбасадорката на САД Агелер кога дојде во Македонија и кога кажа ќе има проширување на црната листа, ќе има и поранешни и сегашни функционери. Спомена потоа и 2-3 лица дека ќе се најдат. Дали ви падна на памет дека тоа ќе биде прво Меркој и кој би можел да му прави друштво на оваа листа? Дали повеќе мислите дека овие критериуми на црната листа ги исполнуваат функционери актуелни од власта или од опозицијата поранешно? Ја едно-две недели немав мирен сон, све мислев Мерко да не го стават на таа црна листа, тој прв ми паѓаше на памет, искрено. Абе, не на црна листа. Некој треба за отстрел да се стават. Како да ви кажам? Претежок збор. Не, сакам да ви кажам, нели, фигуративно, преносна смисла. Значи, вие, што рече Јанко, значи, вие немате држава. Немате држава. Вие имате само една, како да ви кажам, еден регион, ајде да го наречеме една губернија, у која што одредени, не можеш ни картели да ги наречеш, ама одредени групи кои што имаат одредена моќ политичка, се врзани со подземјето во една спрега така наречен организиран криминал и кој што секој си го има поделено бизнисот. Се знае кој за колку пари пропушта камиони од југот до северот со Србија со цигари, со ова, од кај поминуваат наркотиците, кој се занимава со наркотици, кој со цигари, кој со алкохол, кој со вамо, кој со тамо, кој со друг шверц и така натаму. Значи, поделен е бизнисот. Ова ние што сме се собрали, што си седиме секоја вечер, дали во само вистина, дали вамо, дали тамо, да не ги менуваме, тоа е све забава за народ. Значи, лепи игри. Народот да има со што да се занимава. Јанко Бачев рекол ова, Сашо Тасевски рекол она, не знам кој Апасија вамо тамо рекол она, а у суштина се си останува исто. И сите оние муабити за некои реформи, ветинзи, судство, мудство, не знам, полиција, вамо, тамо, правда, мавда, тоа е све исто у онаа категорија спаѓа лепи игри. Му фрламе нешто на народот да се занимава, да му направиме илузија дека нешто се работи драстично, дека еве чукаме на вратата на Европа, дека сме спремни да се менуваме, а у суштина гледаме дека ништо не се менува, дека се останува како што си било претходно и дури и повеќе од тоа се на некој начин дури се влошуваат состојбите во многу сфери. Јас би рекла дека треба да се анализира постојано секоја ситуација за граѓаните да можат сечие различно мислење да го чујат. Извини, Јанко, те прекинав секунда. Не, само имав уште една реченица, значи ова генерално го се гледа, ова е стара веќе тактика на Брисел или да кажеме на Вашингтон, бидејќи они 30 години веќе, од 90 година навака, земете ги сите наши премиери, министри, они ги пуштаат да се збогатат. И после тоа богатството не им го чепкаат, само сакаат да бидат марионети, да бидат послушни и да ја спроведуваат нивната агенда. Еве од 90 година, ако земете и Лупчо Георгиевски, и Бучковски, па беше Црвенковски, па после Сашо Милков, доаѓаа разни Груевски, значи они сакаат марионети, послушници. И сега, за да прикажат во јавноста, демек некоја борба против криминалот, сега некој може ќе падне. Во ред, ама генерално, значи, они сами ги пуштаат да се збогатат, они се им знаат. Затоа што така ги држат, така ги врбуваат утре за политички одлуки. Они сакаат послушни марионети и гледате сега послушни кои што ќе им кажат да се спроведуваат. Од која друга политичка гарнитура очекувате следните да бидат на оваа црна листа? Бидејќи Ама ние сега како и да е, ако остане само на црната листа, ќе кажете не ни значи тоа ништо, нас не треба тука институциите да реагираат, но сепак јас би рекла дека е една голема порака од Соединетите Американски држави како наш стратешки партнер да ни даде таква предупредување. Тоа е дел од театарот. Не е тоа порака никому. Тоа е дел од театарот. Ако има некоја порака, се однесува на одредени од поединец кој што они го ставиле на некоја листа така натаму, ако нели покажал одредена непослушност или ако неговата партија решила некого да прати као пеци што викаат англичаните жртвено јагне, колку некои други работи да се замаскираат. Значи нема никаква порака, луѓе. Значи работава ние што ја правиме муабет.
Извинете што вака ама стварно више ова станува комично, човек не може да не се смее. Се знаете како каква ситуација се наоѓаме ние во Македонија, не само во Македонија, на Балканот, Западна Европа, мислам Европска унија. Сега кровов гори, а ние сме седнале доле у кујничето и правиме муабет како ќе реновираме Купатилово. А светот се наоѓа на чекор, ама буквално пред нуклеарна војна. Буквално. Затоа никој не збори. Затоа никој не збори дека во јули на самитот на НАТО ќе се одлучува дали НАТО ќе влезе директно во конфликтот со русите. Ви спомнав преска, големи распоредувања има на американската армија по територијата, ги менуваат базите, веројатно распоредуваат оружје. Тоа се знаци дека се спрема нешто големо. Не мора да значи. Веќе почна во Белорусија. Во меѓувреме додека споменувате високи политики, додека тоа се случува, не треба ние за домашните ствари работи малку да се занимаваме. Ама значи големата слика ја јаде малата. Значи депласирано е да се занимаваш. Ама депласирано е да се занимаваш затоа што ти си дел од еден сојуз, од еден свет западен, наречи го колективен запад, како сакаш наречи го, како сакаш можеш да го наречеш, кој што преку своите медиуми, кој што е всушност еден медиум, на сите овие држави у тој блок, им праќа чисти лаги, ги манипулира и ги владее со помош на уцени, закани, врбувања и така натаму, и сите тие политички гарнитури ги држи за онаа работа, затоа што прво ќе ги обогати и после тие мораат да молчат и да исполнуваат агенди. Ние целиот тој запад живееме во таква колективна лага, која што наскоро ќе се распрсне како од меурот сапуница, а ние правиме муабет за Европска унија, демек ние да профункционираме за да влеземе во Европска унија, а Европска унија се распаѓа однатре, имплодира кој подморница на што требаше кај Титаник да се симне доле со туристине. Имплодира Европска унија, пропаѓа демографски, политички, економски секако. И седи у скутот на Соединетите Американски држави, значи не може да мрдне. Исполнува само тоа што ќе го каже нели големиот брат. Значи како да ви кажам, не смеат ништо да направат. Ние се бориме да влеземе тамо, а всушност нас овдека прво и да како да ви кажам, не е возможно овде да ги оприш работите веќе. Ајде да видиме сега ова наредно прашање, дали бидејќи рековте не заслужува да се коментира, тогаш да прашањето е многу битно, како не заслужува, него проблематично е што чекаме од страна да ни даваат ова. Значи прашањето со криминалот, со расчистување на криминалот е исклучиво внатрешно прашање. Во внатрешна юрисдикција и нема кој страна да ни кажува. Ако се држава го решавате. Еве се може ќе звучи малку нескромно. Јас можам тоа прашање, например, лично да го решам во рок од 6 месеци до 1 година. Како? Предноста е моја, што сум работел во МВР, досието оперативна акција трансформација е таму се сите транзитски бандити како ја плячка Македонија. Само утре, ако народ ми даде власт, ја гарантирам дека тоа ќе го решам одмah. Се заведува акција, еве ќе ја крстиме Сабија, кодно име Сабија, тоа ќе се растиш документацијата стои, грабежот се знае. Значи сема треба честни луѓе, не ми треба мене Агилер да ми каже дека Мерко е криминалец. Ако имате некакви информации, ако знаете како па имам информација, јас сум работел во МВР, сум ги гледал тие досија, како е плячкана Македонија. Имаше 3 оперативни акции таму, Монета, Индиго и Трансформација, и таму е опишан целиот грабеж на Македонија. И кога требаше тоа се расчистува, Бранко Црвенковски во тоа време како премиер не го направи. Хари Костов, кој беше министер за внатрешни работи, проба да ги изнесе досиета од МВР на влашкото лоби во Македонија, да ги сокрие, не успеа. Значи јас тоа знам и само треба добар тим. Арнова, тој тим некако овој тимот на Катица Јанева што беше излегува поголеми бандити, тим кој што јасно ќе му се каже, ако не ја спроведеме Сабијата, на вас ќе ја свртиме Сабијата, на тимот. Значи тие луѓе добро ќе се платат, ќе им се даде рок 6 месеци до година дена. Јас гарантирам дека криминалот може да го расчистам одма во Македонија. Ќе дојде не ми треба. Јанко, со сета почит и со сета почит кон твојата позитивна мисла дека имаш намера таква работа и така натаму. Ти самиот си свесен, си работел во МВР. Значи пред ти да успееш да дојдеш да ја фатиш Сабијата, некај тебе ќе дојат 10 Ташнаревич, кај останатите твои соработници што си ги нашол, на секој ќе му стават по 5 милиончиња вака, или ќе ги уценат некој друг начин. И ти не можеш ни 5 луѓе да најдеш тим untouchables, ако мислеше на тоа околу тебе. Тоа кажав, тие луѓе ќе потпишат заклетва и со таа јас ќе им се каже, Сабијата на нивната глава ќе лете.
кој ќе киксне во акцијата. Некако овие Катица Јанева што ги правеше, на крај излезе ништо. Значи тимот ќе се заколне. Добро, ако направат пропуст, еве ташни што спомнаш, нивната глава ќе лете. Прво рековте дека е многу несериозно да се коментира, сега доста навлеговте во темава. Не, тоа е многу интересно. Само не смисла што од страна чекаме да ни кажат. Исто така би сакала да чуем од вас и повторно е дуи во прашање за внукот на Али Ахмети. Тоа е една тема од вчера која што излезе дека е нов собственик со 90% акции во трговскиот центар Соравија. Исто така излезе информација и неговиот брат дека е дипломат, релативно млади луѓе, Тасевски. Како се стигнува до млад бизнисмен од 25 години до толку многу имоти, бизниси и собствеништва? Тие се, како да ви кажам... Самиот кажа во изјава за медиуми, денеска прочитав, дека немал помош од неговиот чичко Али Ахмети. Да. И баба ми да имаше она работа, машко ќе беше. Него што сакам да кажам. Значи, пазете, се вртиме нонстоп во еден мајепсан круг, мислам. За која тема да ја отвориме истото, го предпоставувам ќе го кажете? Како да ви кажам сега од друга страна, значи ние збориме 30 години за некој збор го употребуваме магичен збор демократија, бенефитите од брзо менување на политичките гарнитури за да не се дозволи заглибување во криминал, во корупција, тоа е поентата на изборите, бира народот и така натаму. Нели, да се променуваат властите. Ви имате една партија која што мислам со пауза од 2 години негдека ВМРО кога нешто не сакаше у коалиција да влезе некои 2 години, значи 21 година ви е на власт. А тие кои што ја промовираат таа демократија и тоа повеќе партиско живење, избори, нели демократски, народни и така натаму како сакате кажете ги, тие меѓу првите услови кажале убавината на демократијата е да се менува власта. Вие овдека имате брзо да се вие овде имате една партија на власт која што владее 20. Но тие ќе речат на избори добиваме поддршка од граѓаните. Ама и тоа што ќе ви каже за изборите? Тоа е нивниот одговор. И тоа што ќе ви каже за технологијата на изборите кај нас? Дека се додека нема некаков доказ дека има нерегуларност, народот, значи ете го демаскирањето дека народот само во шарените лаги на медиумите или на оние кои што ги пласираат поточно тие информации пред во јавноста. Мислите на луѓето кои што преку медиумите пласираат? Да, кои што преку медиумите, да. Тие кои што кукларите кои што преку медиумите ги пласираат своите шарени лаги, само во нивната глава и во главата на јавноста кој што верува на тоа постои идејата дека народот тука на избори одлучува за било што. Не. Никогаш и не одлучувал. Тоа ви одговорот на прашањето дали Станко на 25 години има 150 милиони за да купи трговски центар и дали Чичко му кој што е 25 години главен човек и фактички ја води Македонија, дали му помогнал или не. Па треба да си ретардиран, да поверуваш у лагите дека тој нема тука никаков удел. А најверојатно приказнате дека тој само тука ставен како кулиса, за тоа што пошто ти реално на 25 години не можеш да заработиш 150 милиони евра. Така? Значи, тој е ставен како кулиса или како име, кое што треба да фигурира како некој си газ. Мислам, ги знаеме тие приказни, тоа се тие приказни, затоа е депласирано да се збори. Значи, живееме во голема лага, точка. Тоа е. Како се ова ке се одрази на ДУИ како партија, бидејќи спомена и Тасевски, тие во изминатите 20 години се клучен фактор, би рекла, за формирање на секоја влада. Целата таа иронија, контрадикција на сето ова. Пред малку зборувавме за Мерко. Мерко го ставаат на црна листа, а во ист ден излегува за внукот на Ахмети 30 милиони евра купува трговски центар. Значи, овој ако го ставаат на црна листа за криминал, овој треба да не излезе од Македонија. Убаво кажавте, 25 годишно дете купува ова. Тоа е внукот на Ахмети. Па претходно излезе дека синот на Ахмети веќе па има бизнис со струја. И сега пак ќе се вратам на претходно. Значи, тоа е тоа. Утре Ахмети, пример, сврте од политиката на послушник на марионета, ќе го фатат за ова.
или во хак ќе го однесат, или ќе го фатат за ова, се му Врбување, така го држат у раце. Па како е сега тоа? И пазите, во ист ден сега гледате да не може како го прават. Тоа се играат, народот го мислат малумен. Овој го стават на црна листа, а овој купува 30 милиони евра 25 годишно дете Како сето тоа да го решиме ако не можеме ниту самите, ниту со меѓународна помош? Самите можеме, како не можеме, само треба луѓе да Бидејќи самите споменавте, констатиравте дека институциите не функционираат, дека нема никаков одговор од обвинителство и Он го даде одговорот, само он извини, кажи. Ајде. Тоа може, значи, наредните избори кога и да се одржат, треба да дојдат луѓе со силна национална и патриотска определба и со намера и желба да расчистат со ова. Значи, луѓе кои што се спремни Македонија да ја постават на еден колосек во кој што ќе има луѓето ќе бидат задоволни и луѓе кои што кажа и Сашо пред малку, значи нема да бидат корумпирани. Со еден збор, честни луѓе. Сега народ ќе каже кои се тие. Јас можам да зборувам за мене, јас сум 20 години во политика, јас сум горд на тоа. Ако не сум прифатил од сега да влегувам во разноразни коалиции за функции или за пари. Значи јас сум спремен и на овие години веќе немам намера да се менувам. Значи јас тоа знам, можам и смеам како предноста моја што спомнав, што тоа сум го гледал со мои очи тие досиеа на тие бандити, на тие криминалци. Значи треба честни луѓе кои што тоа може да го направат. Сега народот, значи на следните избори треба да дадат вербата на таква една гарнитура. Сега малку звучи тоа нескромно да се повикува тука бидејќи друга ни е темата, меѓутоа со еден збор тоа може да се реши. Да не ги обвинуваме ние ни американците, ни странците, ни албанците, ни соседите. Корените на злото се тука 30 години во Ама Македонија. самите знаете дека едногласачко тело не се создава така од еден до друг изборен циклус, дека не може ништо преку ноќ да се смени. Коренот на злото И практично сите политичари ги имаат истите ветувања дека криминалот, корупцијата и сека се искорени. Затоа јас викам ќе излеземе сите со биографиите. Значи народот нека ја баре биографијата од секој. Значи еве сега излегува разноразни прислушувани разговори, веќе 5 години замајуваат јавноста. За секој излезе значи гледат луѓето, ќе бараат биографија од луѓето, да видат Македонија е мала земја, се знае. Значи ако сега ние да кажеме народ не ги препознава тие да кажеме нови идеи на луѓе што се спремни да влезат во тој еден контекст или што кажа Сашо, ќе има притисоци, точно е. Утре ако влезете вие во борба со тие луѓе, тоа е голема работа. Таму глави летаат. Значи треба спремни луѓе кои што ќе влезат. Кој се плаши не може да влезе. Сега видите вие кога Груевски избега во ова или Ковачевски сега кога преговара или Заев претходно, луѓето дури ги жалат, викат, ама што ќе направиш ти, голем е притисокот од Брисел од Вашингтон. Па јас им враќам вака. Ако се плашам, ќе им кажам пријатно си одам дома со семејството, не ме чепка никој. Ако не се плашам, зашто тргнам во борба? Сега ние сакаме премиери да бидеме, се плашиме. Па сега не може едното и другото. Ако се плашиш, ќе отрчаш до македонска телевизија, као национален сервис, ќе кажеш народе, јас се плашам, се повлекувам, ќе се отидеш дома со фамилијата, не те чепка никој. И сега нашите значи притисоци имале. Не може притисоци. Смислата е значи да се најдат луѓе, еве со еден збор се може малку ќе звучи така позастарен на хрона, значи смислата е да се најдат луѓе кои што се спремни да живеат, да работат, и ако треба да умрат за Македонија. Тоа е спасот. Значи тоа што Јанко зборува малце на француски, тоа е логично, нели води партија и така натаму, не имам ништо навредливо да кажам, не се кире. Не, знам што е поентата, алузијата. Она што он го кажува меѓу реду, ја можам малце подиректно да го кажам и малце побрутално од него, затоа што ја не сум од сфера нели на политика. Значи, оваа земја, секој треба да му е јасно, он тоа многу добро го знае, и ако меѓу редови го кажува, оваа земја, за да ги донесеш работите во ред, да ги вратиш на некоја, ајде да кажеме, позитивна нула, така да се изразам. Значи, тебе ти треба употреба на брутална сила и моќ. Затоа што првиот момент кој ќе се обидеш да ги расчепкаш кариесот, метастазите, да ги сечеш на тој криминал кој што овдека е владеена таа корупција кој што владее 30 години и така натаму, ти ќе се соочиш со брутална сила. Истиот брутална сила. Значи со таква сила која што нема да се, што викаат србите, да се устручава, да ти се закани и со фамилија, со деца, со најмилото, само за да те тргне од намерата, да те попишмани. И ова треба на секој да му е јасно. Овдека работите на нула се враќаат само така, но има еден проблем. После сите овие 30 години изминати, после она што се случуваше нели у собрание нели 2017 и така натаму. Јанко Бачев, извини што ќе ти кажам вака. Нема да најде ни двајца околу него што ќе бидат спремни за ова работа, а да не збориме што ти требаат малце поголем број на луѓе.
Тоа е генералниот проблем, затоа што се луѓето веќе свесни со каква сила ќе се соочат, затоа што се немоćни. Има втор проблем. Дури и да собере 20 честни луѓе околу него, што вика он патриоти, спремни да се соочат со таа брутална сила, да соберат одредена бројка на луѓе кои што ќе влезат во тие турбуленции, така да кажем, кои што ќе бидат многу жестоки, така натаму За и така какви натаму. турбуленции зборувате? Не е битно, да не знаете и сами, може да предпостави јавноста за какви конфликти јас зборувам, за да се вратат работите на нормала. Дури да најде такви, дури да најде такви 20 луѓе, кои што ќе соберат други не знам колку, дури да ги најде, па они да смислат не знам каква акција да ги доведат сабја или ќе ја наречат не знам како, за да ја доведат ситуацијата под нормала. По урокот 2 сата, како организирање, како па урокот за 2 насилство, за такви работи, да. Не реков, значи зборам Не рековте, сега но за државата да ви си го ја разбирам- преземе иницијативата, ви го ако е разбирам, сериозна, да ги донесе контекстот. работите под контрола. За урокот 20 минути, дури да најде такви луѓе, меѓу нив ќе се најде барем еден или двајца кодоши кои што ќе ја осуетат целата таа работа и ќе кажат кај што треба да кажат и ќе се изјавови целата таа работа. Нема друг начин до да се објаснување доведе. кратко се. Јако ово кога го зборувам, кажам да се направи од позиција на власт, не како опозиција. Од позиција на власт државата Јас зборам од позиција на власт. Државата колку да е мала, ваква, онаква, никаква, кога имате вие полиција, имате обвинителство. Значи работите, ако имате желба, може да ги решите. Значи ја ова го кажувам од А позиција. јас го зборам од позиција на Не да власт, кога соберам би да дошол правам, на власт. да не се свати погрешка, да А, ќе не, не, собереме не. 20 луѓе да правиме тајна организација. Него ова го кажувам. Не зборам јас за тајна. Ова го кажувам од позиција на власт. Токму јас тоа го имате кажувам. полицијата, го имате обвинителството и тргнувате во борба со бандитите. Па јас тоа истото го кажувам. Јас ти кажувам дека е тоа, како да ти кажам, Јанко, невозможна мисија. Возможно е. Затоа што, желба. затоа што прво, значи многу работи треба да се исечат у корен пред да почнеш ти да ги средуваш и обвинителството да го привлечеш на своја страна и не знам кого и не знам кого, прво мора да демонстрираш огромна сила за да го направиш тоа, за да почнат да се плашат и да почнат луѓето од X причини да се добираат до тоа што утре треба да биде власт во една нормална држава што треба да функционира. Не треба обвинителството на ничија страна Сега ме биде. враќате назад, ако не знам има време, ше 2 минути. 99-та година. Доаѓа ВМРО ДПМН на власт. Лјупчо Ѓоргиевски станува премиер. И не го праќа Љубе Бошковски во МВР и вика братот Љубе сега ќе биде заменик директор на ДБК. Сега браќа расчистуваме со криминалот. И ВМРО 98 година кампањата сеќаваш што таа лименката Кока-кола ја водеше ревизија на приватизација и расчистување со криминалот. Тоа беше главно и победија. Сега од декември месец до таму НАТО кога почна да бомбардира Југославија, беше некаде март, за 4 месеци. Во акцијата што се проведе, 32 директори се приведоа во Македонија. Најекспониран случај беше Дзинго, кој бегаше по тие нивите по Кратово со црните вреки. Значи, тргна многу убава акцијата. Ама судството не реформирано, како се притварат, Ленче Софрониевска беше тогаш на Бранко Црвенковски првиот човек во судството, како се носаа во притвори, така ги ослободуваше. И што се случи? Поставена заседа да се апси Смиленски, кај Свети Николе таму некоја зајтинара требаше да му се отвара. Акција поставена во Мерцедес, со него седи Лјупчо. И Лјупчо веќе врзан, купен. Првата ташна му ја однесе, што кажете 200.000 марки, тој Сашко Станилов беше директор на управа за приходи, му ја однесе и почна да ги рекетираат и се ја купија слободата. Еве, 32 директори беа приведени за 4 месеци. Таа акција, како сме можеле тогаш? Сега не може. Само треба честни луѓе. Ти зборуваш за нешто што е поврзано со економски криминал. Конкретен пример ти кажувам, со таа банда се тргна да се расчисти. Во прв момент премиерот даде дозвола, ама го купија и него. Ти зборуваш за нешто што се однесува на економски криминал. Ворете тоа. Тие и можеш со нив некако да се справиш држава. Јас зборам за оние многу покрупните. Што тие беа најкрупните во тоа време? Не, јас зборам за оние многу покрупните што ти ја матат тебе водат и она што го прават, она што тебе највише те боли, што ти менуваат држава, име, што те тураат на трета. Јас кога зборам јас зборам со тие структури. А ја овие знам дека држава ако сака може да се пресмета и со тајкуни и со све. Па тоа го кажам и јас. Не можеш да се пресметаш. Тоа е битно, значи ние треба први да се вратиме државата назад на национален план, а после и лесно и со криминал и да направиме Македонија убаво место на живење. Економската наука се има погрижено, се има измислено како се прават добри даноци, добра економска политика. Треба само честни луѓе. Честни луѓе, се е лесно. Да. Се може да се направи, да се вратиме државата назад. И уште една квака, Јанко, на крајот на краиштата. Најчестен да бидеш. Најчестните да ги собереш околу себе. Нема толку песимизам. Не, слушај.
одма ќе те проценат колку си чесен, не си више за со нив да играш. Нема шанси да дојдеш на власт. Ќе играме со народот. Немаш. Народот треба Добро. Не, тоа е. Да поразговараме малку и околу евроинтеграциите на Македонија. Ке почнам со германската резолуција и француската во најава. Исто се најавува и од таму дека ќе има за резолуција за поддршка на македонскиот јазик, култура и идентитет за Македонија. Во претходната резолуција од Германија имаше и пишано дека ја повикуваат Бугарија да се воздржи од понатамошни условувања кон Македонија и така натаму. Но да скратам, Тасевски, дали во ова гледате некоја искрена поддршка, силна, што ќе ни значи во пракса, или само мотивација и охрабрување за уставните измени, нешто што практично се случува често кога треба нешто големо да се менува? Со тие резолуции, искрено, моje мислење можеш да си ја избришеш на работа. Добро, малце, Исто така ќе кажам, да. Значи, тие ништо не значат Ве молам резолуции. само да се воздржите, затоа јас на еден, драги, затоа јас на еден академски начин се, затоа на академски начин се изразувам, нели, не скажувам, него само на работа, оваа работа, да. Але добро, се сваќа суштината на сето тоа. Значи, тие не вредат ништо. Сето тоа се што се прави, сме го видели и порано, тоа се, како да кажам, тоа е одреден мейкап, одредена шминка, која ќе заглават работите на ниво, нели, на јавноста кај нас, кога гледаат дека јавноста е превознемирена за оно што се случи, кога ќе осетат дека партијата на власт се плаши, особено пред избори, да преземе некои такви неодговорни квислиншки чекори за да ја го турне својот народ во уште поголема незавидна позиција, и која им е малце баш незгодно да го направат тоа, значи не вреди, тие почнуваат, тие горе што се таму во, наречи ги како сакаш, во Европската унија или како таму, или во Брисел, или вамо таму, или Европски совет, или не знам што, Бундестаг, значи и тие почнуваат да смислуваат разни овие штосови, нели, со кои штосови треба малце да ја одоброволат јавноста, малце да ја, знаете, им нудат фактички морковчиња, лижавчиња, бомбончиња, за полесно жабата да ја голтна, да не ја осетат. Оти тоа е жаба, лигава, не? Ај се и шекерче со жабава за да можеш полесно да го голтнеш. Така да тоа е целата работа. Со тие резолуции, пачка ја во ни зборам за заштитен македонски идентитет, со резолуцијата во Бундестаг, ја никаде не го видов тоа. Баш кај тоа резолуција, што е тоа? Има некое значење? Па овие бугарите у парламент донесоа, ма каква поддршка, овие меморандум донесоа кој што се базира на години наназад на една идеја, нели, за голема Сан-Стефанска Бугарија, го донесоа у парламент. Тие не те признаваат за народ, не ти го признаваат јазикот, не ти го признаваат историјата, идентитетот. Отворено ти кажуваат дека ова нема да биде последното барање со внесување на тие што се нарекуваат бугари во Македонија во уставот. Отворено таа и отова кажува дека не, вика, какво последно, па вие мора да смените историја и учебници. Но ние сме во таа незавидна ситуација која што од нас се бара нешто, ние не сме земја членка и тука доаѓаме до главното. И ние сме тие што чекаме. Тука доаѓаме до главното прашање. Дали човек во таква ситуација кога е доведен треба понекогаш да покаже карактер или треба нонстоп да изигрува безсрбетник? Тоа е главното прашање што јас тука сум го спорел со многу луѓе, ама појаки се, ама ова, ама она, ама ти си никој ништо. Океј бе, никој ништо. Тогаш ако си никој ништо, барем покажи му на светот зошто пропаѓаш, дека си никој ништо. Не, ти си никој ништо, ама ти си никој ништо затоа што ти не си покажал како народ дека имаш карактер. Затоа они не те есапат. Они виделе дека ти имаш ниска точка на топење, што збориме цело време Ташнаревич, кој ќе дое момент се врбуваат луѓе, ти му се заканува на некој затвор, ти можеш да идеш затвор, ти ова, ти 10 милиончиња, 50 милион, 100 милиончиња, кај што треба, ќе донесете ова, ќе донесете референдум промена, ќе донесете друг референдум, овој ќе се менува, сакам да кажам, мора да се смени, да се отвори уставот, така натаму. И вие имате ситуација кај што
Они многу добро вас ви направиле психолошки профил какви политичари ве водат. Дури тие политичари со багер ги донеле токму затоа што не биле честни, што вика Бачев. Те осетат ли дека си ти со крстот на чело, што викаме ние? Ти нема шанси да те играат и некојаш да те доведат у ситуација да дојдеш на власт. Нема Бачев, теорија. вие ги критикувате овие резолуции од она што можев да го видам по социјалните мрежи кај вас. Не сметате дека ова е на некој начин ветер во грб за Македонија во моменти кога од друга страна имаме земја членка на Европската унија која што не ги оспорува токму овие посебности? Вака јас ова би ја прокоментирал на, така да кажем, условно на две нивоа, самата декларација и самата реакција на двете условно најголеми партии, владеачката СДСМ и ВМРО како најголема опозицијска партија. Значи декларацијата само по себе тоа е еден документ од општо политичко значење кој што нема обврзувачка сила ниту за владата на Германија. Тоа е значи една коалицијска таму влада, ова коалиција од три партии во Германија усвојува декларација и таа има важење во однос на тие партии. Тоа е тој формален правен аспект. Значи тоа е еден документ од општо политичко значење. Сега реакцијата што ја гледам јас од Мицковски и Ковачевски за мене е погрешна, бидејќи ова суштински гледано е документ од исклучително лошо значење за Македонија. Зошто го велам сега ова? Мицковски и Ковачевски не ја осудуваат декларацијата, него се расправаат околу содржината. Дали имало македонци, немало македонци. Не, тоа ме интересира зошто да ја осудат. Сега зошто да ја осудат. Ние сега со оваа декларација многу штетна одиме точно на линијата на Бугарија. Точно они што го кажуваат сега, ова е декларација за така е нагласена бомбастично за признавање на македонскиот идентитет и јазик и тука власта направи една еуфорија. Не за признавање, за поддршка. За признавање, дека признава идентитет, јазик македонски и направи една еуфорија. Ние сега точно одиме на линијата на Бугарија, бидејќи они цело време тврдат дека сме создадени со документ. Документ на Коминтерната и од страна на Јосип Брз Тито, поранешниот југословенски водач. Значи бугарите не спорат после 45 година, они само викаат до 45 години тогаш сте создадени. И сега ние ова е крајно опасно, ние фактички сега нас германците не признаваат како нација со документ. И ова треба Мицковски и Ковачевски да ја осудат. Јас не знам зошто и Мицковски сега влегува во оваа стапица, изгледа советниците малку имаат, ова му е веќе трета грешка што ја прави во краток период. Една беше со закон за амнестија, кога таму ВМРО ДПМ го наседнаа Кобајаги да го пресретне законот, па се истрчаа, поднесоа и после се дигна таа еуфорија галама што ме направи одделот за комуникација на СДС дека ВМРО била против, нели, ова амнестијата. Вториот момент беше кога отиде на лидерска средба, значи претходно јас напишав дека нема што да бара на таа лидерска средба, пак го наседна, гледате после се створи еуфорија дека прифатил промена на уставот, таа кампања како се водеше и сега во овој трет момент значи таа декларација треба да се осуди. Него бидејќи тука ние Македонија не треба да се искривуваат фактите дека е создадена со документ. Тоа точно одиме сега ние основата на спорот со Бугарија е точно. Они тврдат дека сме творба на Коминтерната со документ и ова го прави тоа. Јас ќе прифатам декларација од Германија, а утре кога ќе донесат декларација на пример за негување, чување, развивање на националниот идентитет на децата на наши таму во Германија на македонска заедница да им дадат да учат на македонски јазик, македонски клубови да отворат. Тоа е значи негување, чување на идентитет. Признавањето на идентитетот е лоша работа. Значи не признаваат со документ и ние ја губиме 3 милениумската македонска историја. И се искривуваат фактите. Зошто го велам и ова? Има обратен ефект. Уш ова го кажувам, значи се искривуваат општо познатите меѓународни факти дека Македонија е вештачка држава наместо вистинските вештачки држави. Грција создадена од западот, крајот на 19 век, и Бугарија создадена од царска Русија, крајот на 19 век. Тоа се фактички вештачки наменски држави создадени и сега сакат нас да не го наметат тоа дека Македонија е вештачка држава и со тоа значи не го негираат идентитетот и уште ова завршувам. Значи не со документ. Македонскиот народ, македонската нација има длабок и цврст корен во историјата, во јазикот, во нацијата, во културата, во јазикот, во фолклорот, во музиката. Значи тука е нашиот цврст, здрав корен, а не во документи. Затоа велам дека тој документ е опасен за Македонија. Добра, ајде малку и околу уставните измени ги споменавте Тасевски. Власта веќе јавно го кажува тој план Б дека ако нема политички договор, дека ќе одат на варијанта поединечни разговори со пратениците, за кои што велат тоа не се притисоци, туку ги убедувале да сватат колку е важно сега да се искористи шансата за отворање на уставот, а потоа и почеток на преговорите. Дали сметате дека е можно повторно да се случи тоа едно сценарио кое што го видовме пред неколку години за промена на името? Значи убаво рекле еден голем, нели,
народ, една голема цивилизација, многу убаво го објаснила тоа. Она што не можеш да го купиш со малку пари, ќе го купиш со многу пари. Значи, треба овдека веќе да ги кажуваме работите онакви какви што се. У моето село магарицата ја викаат магарица, не ја викаат другаче. Магарица се вика. Нема за тоа некој синоним или така натаму или така натаму. Значи, она што тие го решиле, тоа ќе го протуркаат вака или онака, да не си играме играчки. Големиот брат, оној кој што ги е кукла, кој што ги мрда, нели тие фигурички или кукли на конец марионетки, така да кажеме, барем за тоа се врвни и докажани у светот. Како да те подкупи, како да те врбува, како да ти се закани, како да те придобие на крајот на краиштата и како да те натера да го направиш со љубов она што тој ти го предложил. Дури да заборавиш дека тоа е штетно или можеби некојаш си имал негативни ставови кон тоа, не. У моментот да мислиш дека е тоа најубавото нешто што можеш да го направиш на до тамо, они имаат таква машинерија на убедување. Да не збориме за овие конкретни алатки за убедување средства, како што се нели пари, обвинение и така натаму и така натаму и така. Што сакавте да ме прашате? Дали ќе успеат во намерата да соберат 80 пратеници? Мојата најчовечка, најинтимна желба е да не успеат. Но, по она што до сега сме го виделе, што се случува овде, по психолошкиот профил на владеачката гарнитура, која што нели коалицијска зборам, која што ја владее државата, по психолошкиот профил на овој наш, нека не се навредат гледачите, јавноста, кутар народ, што на таков брутален начин 3 децении го измачуваат и го понижуваат без око да им трепне, ја мислам дека ќе ја протуркаат работата милом или силом. Има и такви шпекулации од другата страна дека во редот на опозицијата ќе застанат и пратеници од власта кои што нема да дадат поддршка за уставните измени. Кој сценарио според вас, Бачев, е поверојатно да се случи? Дали она што го имаше за преспанскиот договор за 80 гласа или сепак опозицијата да ја извојува, да речеме, таа битка? Па вие сега до овој момент гледаме едно така непопустливост, едно единство во најголемата опозицијска партија дека нема да се гласат уставните измени. Значи сега тие тактики што ги прават, како да ги наречам сега, Брисел, ја во моите пишувања, нели некој ги вика чадорот, некој сценаристот, ја го пишувам зверот, така, фигуративно. Значи они сега имат неколку чекори. Први одат со притисоци врз Мицковски, како председател на партијата. Ако не се успеат тие притисоци, после се одат кон пратеничката група, значи тие се тие чекори, трет чекор ако не се успее со тоа, може и тачни да проработи од Шоресажо и четвртиот е веќе најбрутален, најбезобразен притисок да се повтори тоа што беше со преспанскиот договор, а тогаш, да кажеме, јас бидејќи сум и сведок на тие настани, ние како единствена Македонија тогаш со блокот Македонија бойкотира 7 месеци, од јуни месец 2018 до јануари 2019, значи низ Македонија ги водевме таа кампања за референдумот и против промена на уставот. Значи тогаш во еден момент и директно го видовме тоа како изгледа. Во еден момент кога веќе се двоумеа тогаш тие Елизавета Канчевска, Крсто Муковски и тие другите пратеници, толку безобразно дојде тој вториот човек, заменик на Бејли, името му беше мислам Стивенсон, тој беше раководител на ЦИА тука во Скопје, што го раководи тој шпионски дел. Дали верувате, буквално ги заклучи во собрание. Пази, македонски пратеници, доаѓа човек на ЦИА, втори човек. И сега пак ќе каже Сашо, можеш ли ти? Јас сум тој момент премиер, ќе му кажем на обезбедувањето на Клоци да го избрка. Влезе во собранието и ги заклучи, таа Канчевска или како беше Милевска, како беше името, ги заклучи таму. И сега тоа го кажувам во контекст дали може да се повтори тоа. Се останува, би рекла, во рамки. Тоа сценарио што кажувате. Факт е дека таа игра на зборови што ја слушаме 80%, јас тука бев летото во јули месец, последната емисија летна. Тогаш зборувавме тука, мислам, соговорник беше Сотир Костов, тогаш слушавме тука на вести дека од септември ќе почнат. Истата приказна сега Верла Ковачевска, од септември помина цела година, нема ништо. Сега најавуваат дека ќе тргнат тие останните, ќе ги достави владата во собрание, ама се гледа дека нема. И до ноември дека ќе заврши. Ама сега народот треба знае дека таа постапка оди формално правно во 3 фази. Првата фаза, значи, треба 80 пратеници да се донесе одлука за пристапување кон промена на уставот.
Па ако помине таа фаза се носат нацрт измена на уставот, таа е полесна фаза со 61 пратени коди и на крај третата фаза да се усвојат амандманите за промена на уставот, пак треба 80 пратеника. Ама како што кажав за сега гледаме една монолитност во пратеничката група на ВМРО ДПМН дека нема да го гласат, а без нив го нема тоа мнозинство. Сега првата фаза веќе помина притисокот врз Мицковски. Втората сега оди преку пратениците. Третата да се надеваме дека нема да дојде со тачните и со заклучувањата со притварање како што беа тогаш. Шајдо ми, кој е најверојатно сценарио за вас да се случи во следниот период? Па за мене јас сега лично верувам дека овие од Брисел нема да бидат толку безобразни да одат на тоа радикално сценарио, налик на кога беше Преспанскиот договор, да тргнат со наменски притварања, постапки отварање за да ги скршат. Тие уште 8 колку им требат сега, 7 до 4, уште 7 им требат за ова. Верувам дека нема да дојде. Многу поизесна ми е варијантата да остане ова така едно статуско, па да се реши после да се оди на избори. Не на есен, него следната година кога ќе бидат редовните. ВМРО како најголема опозицијска партија, мислам дека крајно време е да си застане на таа толку многу споменувана црвена линија во одбрана на македонскиот идентитет, да не дозволи да влезе во играта на сегашниот премиер и тој што е над него, кој што е главен во ДУИ, кој што фактички го раководи, да не влезе во нивната игра, затоа што влегувајќи во нивната игра, Мицковски и ВМРО, ќе се доведат у ситуација да споделат одговорност со сегашниот премиер за сите квислиншки постапки што ги направија насочени кон уништување на македонскиот идентитет изминативе 6 години. Значи, треба да си ненормален да му влезеш во играта така што ќе ги прифатиш неговите правила на игра, неговиот ритам на игра, неговиот темп, неговиот начин на однесување конкретно во таа работа. И ова е многу битно сега веќе се потсетне на 2018 година. Значи сега може тоа нема да му се допадне на народот, ама народот мора да се ја преземе сега судбината. Ако дојде до таква процедура, да се даде еден притисок, ако треба да се излезе пред собрание во голем број, јасно да им се каже на тие западни таму, да кажеме ментори, дека овој пат народ македонски нема намера да дозволи уште едно предавство како што беше со Преспанскиот договор. И сега јас тоа искрено го кажувам, не сум политичар кој што сака довербата од народот да ја бара со лигавење, него да му ја кажам вистината. Народот не беше на висината на задача со Преспанскиот договор. Еве ќе ви кажам еден момент. Ние кога одевме низ Македонија тогаш, во еден момент одевме по домовите на сите овие 8 пратеници. И кога бевме во Вевчани, кај Крсто Муковски, таму влеговме тројца делегација. Таму што беа луѓе што протестира надвор, ние влеговме тројца, полиција не пушти, внатре полиција седи со него и се тоа искрено ќе го кажам, без разлика што Крсто можеби ваков таков, човекот тогаш во тој момент отворен ми кажа: "Абе вика Бачев, ве гледам, вика тројца бевме, беше Филип Петровски, јас ова го кажам за дека биле сведоци и Драган Огриновски, тројца бевме." И човекот кажа вика: "А што вика, што ќе браните?" Вика: "Ве гледам, вика пред собрание, вика нема 1000 луѓе. Еве утре вика да ве видам, вика 10.000 народ, вика тука со двете раце ви подпишувам, вика нема да го прифатам Преспанскиот договор." Добро, бидејќи го споменувате Преспанскиот договор, сакам да ве прашам за пред неколку дена беше 5 годишнината од Преспанскиот договор. Вие со ваши сопартијци се обидовте да влезете во Грција, но ви беше забранет влезот и добивте, ако не се лажам, 3 годишна забрана. Прашањето ми е го слушнав образложението, но прашањето ми е, бидејќи го знаеме вашиот став дека сте против Преспанскиот договор, зошто би отишле на чествување ако е имало чествување во Нивици? Не беше ние таму, значи одбележување, што иде? Имавме сценарио, значи сакаме на лице место да го запалиме договорот символично таму, кај што седеа Заев и Ципрас и Димитров и овој Козијас, да го запалиме символично и да упатиме порака дека земаме важно со самото палење, а доколку народот сака на наредни избори, ако ја даде довербата на структури кои што се за против договорот и вистински реално ќе го поништиме. Оти тој договор е ништовен. Јас и книгата ми беше најнова на таа тема, лани што ја промовирав на 4 годишнината. Значи тој договор е ништовен, може да се поништи. Значи само треба да дојде власт со намера и волја да го поништи. Ние сакавме во Нивици символично тоа да го покажеме. Таму, меѓутоа, еве како што спомнавте и вие, таму не држија 5 сата на граница со најбезобразни претреси, превозните средства, лични претреси, не стана јасно дека нема да не пуштат и после тоа не вратија од ова, а на тројца бевме 22 во делегацијата, на тројца им дадоа ова одлука дека се забранува влез.
тој ден, а на мене плюс ми дадоа и забрана за Само за вас мојата е тригодишна непожелна личност и 3-годишна забрана, а уште на двајца им дадоа одлука за одбивање на влез. Тоа е еднократно. Во моментот не те пуштаат да влезеш на граница, мене дополнително ми кажа, останали не ми дадоа решение. Јас затоа се поднесов жалба, формална одлука не ми дадоа. Јас во тој момент Имате одговор? ја повикав амбасадорката во Атина, она телефонски разговараше тука со главниот на царината и не и кажа дека има во компјутерот ставено забрана, а јас го гледав грчкиот закон, таму има 8 причини по кои може да не ве пуштат на граница, не постои ниту една од тие причини 8 и не ми дадоа формална одлука. И затоа сега јас пред 2 дена поднесов жалба во таа управна постапка нивна таму и сега чекам одговор. Ако биде позитивна жалбата се укинува таа забрана, ако не биде се продолжува постапката во Страсбург, бидејќи не е повредено едно од основните човекови права со Европската конвенција за заштита на човекови права, слободата на движење. Така да, а сега што е поинтересно, ја мислам дека таму луѓето бидејќи ги малтретираа со информативни разговори, ние сме фактички предадени во Скопје. Оти ние пред неколку денови тука, да кажем, јас со мој сопартици контактирав со телефонот, без да што знам дека телефонот е под контрола, тоа ми е јасно, во досието Атлантик. И тоа не се тајни, разговаравме како ќе одиме, што ќе одиме, кога ќе одиме таму, кога правиме информативни разговори со нашите луѓе, викат а вие се знаат, вика. Кои сме, што сме, каде одиме, што ќе правиме, ќе го палиме договорот. Ајде се. И ти треба да веруваш утре пример да дојдеш на власт дека нема да бидеш предаден у Скопје. Нели на водници. Па тука не слушала власта, изеди им рекле сега спречете го Бачев, ќе оди таму, ќе го пали договорот, тоа не е одговара на власта. Ако не го направите нашето сценарио што беше замислено, тоа на власта не е одговараше. Они гледате во струга што правеа помпа, еуфорија, веселба. Гоцеуба си рекол, овој народ никогаш пострашно не страдал од никого, најмногу од своите нели синови изроди. Па и оние реколова реченица во Баница кога биле предадени, само што го спомна Гоце, па во Баница таа реченица која кажал, ако сме предадени тука во село одек се излечеме, ако сме предадени во Софија, крај со нас. Така, на крај сме на емисијата, би сакала уште по еден пократок коментар да слушнам околу изборите кои што нели ги бара опозицијата и предвремени, власта вели ќе бидат у редовен термин наредната година. Дали ни се потребни избори тасовски? И што би смениле тие? Мислам дека предвремени опозицијата нема да добие. Мислам дека изборите, моја предпоставка е дека ќе бидат во она време кое што и треба да се одржат. Исто така сум 99,9% убеден дека со оваа условно кажано власт на социјалдемократите е готова, завршена. Значи, едноставно ја губат власта, кој сака нека дојде, каков сака куклар нека ги поддржи на изборите, тие ќе ја изгубат власта, тоа треба да им е јасно, каква сака коалиција нека влезат. Сега она е најбитното трето прашање, дали тоа нешто ќе смени. Пак ќе кажам, мојата лична желба е најинтимна, да дојде конечно партија на власт, коалицијска сила, која што ќе ги донесе работите во ред, но од друга страна, да не заборавиме она што го водевме како диалог на сред емисија, кога ги кажавме мислењата, кога јас реков дека овдека работите во нормална може да се вратат само со партија на власт, коалиција на власт, ќе кажам, која што ќе биде спремна брутално да ја врати контролата на својата држава и да направи држава по сите стандарди, мислам на правна држава. Бачев, накратко, дали имаме во опозиција политички партии кои што имаат коалицијски капацитет? Па тоа јас се стално го опишувам по социјалните мрежи дека на опат на Македонија, значи треба една сплотеност, едно единство за да се струши оваа предавничка и ненародна власт која што не ја ужива довербата од народот, а околу чекорите и моје мислење дека ќе бидат редовни изборите, со тоа што мислам дека нема да ги спојат заедно претседателските и овие парламентарните, иако се најавува дека ќе бидат. Иако се во разлика од 2 месеци само, иако е неприродно да има 2 изборни циклуси за 2 месеци, тоа е нели трошкови. Меѓутоа тука мислам дека оваа влада ќе оди на варијантата да излезе први на претседателски избори, тие се во март и во април, со тоа што смета дека со сите албански партии на купче ќе успеат да победат на претседателски избори и со тоа после да влезат со една еуфорија како победници во јуни кога се парламентарните одиси. А тоа ако влезете како победници дава малку друга димензија. Така што без разлика што ќе прават останува, значи една сплотеност, единство на сите македонци и да се тргне оваа предавничка власт. Господа, ви благодарам многу за гостувањето во Самовистина. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со Канал 5 и ви посакувам убав викенд.